Почитувани гледачи, секогаш имам некое големо задоволство кога доаѓам во нашите убави планински села. Еве се наоѓаме на 650 метри надморска височина, некаде 40 километри од Кавадарци, а тука сме во нашето многу убаво тиквешко кавадаречко село Бохула, во подножието на Кожу планина. Сега е зима во Бохула, меѓутоа денеска е голем празник, тоа е зимски Свети Атанасов ден. Во селото малку се слави, повеќе летен, меѓутоа ние сакавме малку да ви ја доловиме атмосферата и панорамата како изгледа село Бохула во зима, посебно и на овој ден. Па бидете со нас, отворете ги вашите домови, затоа што ќе видите една убава емисија, една жива емисија со луѓе кои што се многу малку во Бохула, но затоа ќе ви откријат како тие живеат и го ткаат своето секојдневие и денеска. Почитувани гледачи, еве уште еднаш да кажам дека премногу сум задоволна и радосна што повторно еве влегуваме во вашите домови со уште една убава емисија од циклусот емисии Моето село. Поздрав и до сите оние кои не гледаат во Македонија, не гледаат надвор од Македонија. Поздрав и до диаспората, знам дека не гледате и се верувам дека и оваа емисија ќе ви остане во долго сеќавање и повторно ќе сакате да ја гледате. Затоа што на што ќе ви го понудиме, верувам дека ќе ви се допадне и како да сте, ќе посакате да сте тука. Ние се наоѓаме, како што реков, некаде под Кожув, 40 километри од Кавадарци, како што напоменав, во Долното Мало. Бохула некогаш било живо село, сега, како и сите села, миграцијата си го сторила своето. Но тука има луѓе кои што обстоиле и обстојуваат на се она што времето го носи и како проблеми и од страна на време и од страна на проблеми со безпарица и така натаму. Но тие се храбри планинци. Еден од нив е и мојот соговорник, кој што има многу убаво gazdinство, а самиот ке ни се представи, тоа е господинот Ангел. Вие сте уште еднаш, вашето презиме. Добар ден најпрво. Среќна зимска слава. Денес е нели Свети Атанасов зимски. Вака, јас сум Ангел Камчев, иначе сум жител на селото. Од тука сум роден и тука и до крајот на животот ќе бидам. Иначе се занимавам со сточарство. Имам сум женета, татко на две синчиња, снашка, внучиња, сопруга и со сточарството се занимавам. Иначе од кога завршив средна школа и немаше работа, немаме куќе во Кавадарци, немаме екзистенција од друго и така останав сточар. Господине Камчев, сега сме 2018 година. Многу современо време. Јас ќе ви вратам многу назад со вашите спомени, во вашето детство, во онаа Бохула, која што е било живо село, и имала многу, а не само едно 10 на 15 куќи, како сега кои редовно живеат тука. Како беше тогаш кога вие бевте дете? Јас кога бев дете во Бохула беше убава, нели? Беше весела. и така. Прво оделение кога бев, имаше 30 деца, моја генерација. Како се викаш училиштето? Доне Попов. Доне Попов. Народно основно училиште Доне Попов, така во тоа време, време на Југославија. И од кога го завршивме туа, па во Бошева одеме како деца на школа и после во Кавадарци.
Бохула реко беше живо село. Тоа значи дека овде ќе имаше крштевки, свадби, сред село. Се, кога ќе засвиреше Фердо имаше свирач. Дечки, моми, он не научи да играеме, јас што тог знам да играм, иначе сега вие деца ако не одат на игрора не знаат да играат. А иначе тие круг што беше моите сестри, братовчеди ќе се нафаќаме на орт. Така. Бевте многу деца, рече, многу детно семејство. Да. Колку имате браќа, сестри, кажете ми? 4 браќесна и 3 сестри, внуци. Негде цела фамилија не е само моите од браќа сестри, едно 70-80 души со внуци, со Богатство е тоа, нели? Летната слава многу ја чекате, нели? Да. Свети Атанасов ден летен. Меѓутоа, ние дојдовме зошто Свети Атанасов ден зимен, малку панорама да им доловиме на гледачите како изгледа во зима Бохула. Да ви кажам, ова година нема многу снег, но затоа имате многу гости и куќата е отворена, Да. нели? И во зима доаѓаат, нели, кај нас овде. Да. Сега рековте дека вие сте сточар. Да. Кажете ми колку стока сега имате, со колку почнавте? Сега моментално ги имам негде околу 140 и 10 кози, така до 150 моментално. Кој раса се овците? Овчеполски. Овчеполски. Дали добро е млекото, млечни се? Епа, Поцерувате нешто, има или го продават? Не, сирење произведуваме. Некто кај нас е далеко, не го откупуват од градот, не му се исплаќа да идат. И сирење, традиција има, сирењето оде, кај Алба што викат од кај нас. Задоволни сте од продажбата? Од продажбата на сирењето, да, ама од јагнењата Тешко, нели? Не. Дали тоа значи дека цената не се променува со години? Жива мера на јагнето. жива мера, а зошто ви од 95-та година сум ги продала 150, а лани до 110. А вака изјавуваат на телевизијата на вакото да ми до 150, 160. И се надевате дека така се ќе биде? надеваме ние, кај нас таа цена. Да ве прашам како со храна, имате ли се занимавате со ратарство, нешто со полјоделство? Дали имате жито, нешто или за прехрана зимска? Кога, зоп, кога јачмен и ми тие беше работи? фамилијата, детства туа се еме Да. и ечмен и рж. Тоа пред и колку време овес. беше? Ами додека беа помали родителите ми беа наснага, а сега го купуваме ечмен. Се купувате, не? Сенто, џончто, не го произведуваме. Старите велат есеп од кога ќе го направиш, некако доаѓа балансирано. Е. Да, да. Колку за храна и за овците, нешто останува ли, како е? За живејачка. За една живеачка. Не. Имате ли лозови насади Бохула? Дали е погодна почвата за лозје? Или за градинарски имам култури, и јас например? едно 8 декари имам лојзе, картошија. Арам од 2015 партија. Се уште не ви се земе. Значи, имате надежта, велат, последно умира, така ли? Да. Балки се ќе биде добро. Еве, јас позитивно размислувам за тоа и овај убав ден денеска, нели, слава на еден начин и ова трпе за тоа го зборови, овие луѓе убави кои што дојдоа еве кај вас, велите дека вратата е отворена. Да ја вратам малку со спомените назад. Велам селски туризам. Тоа значи дека село Бохула има интерес и нешто да понуди тука, нели? Навраќаат ли делегации, доаѓаат ли луѓе странци од страна да ве посетат? Да, во Бохула. Ловачи зимно време идат, тие што не посетуваат, идат и луѓе и оцрна, ние не ги познаваме. Јазик треба, нели? Така е. Јазик. Да ве прашам околу ловот и нешто околу реката. Рековте дека Бохула е планинско место, Да. Подкошов. Значи тоа дека има доста добар дивеч? Диви е развиено свињи, тука? Да. диви свињи ги има повеќе од општина. Ви доаѓа дури дома, тука во двор, или далеку се? Преку минат, преку двориште. Преку двориште. Значи може да вие со крушка преку прозори да си отепате дива свиња. Може, Ако успеете, така ли? ако успееш, лисици, волци. Се доаѓа. Јас од стари луѓе имам слушано, штом диви свињи одат во селото, некако Како знак е тоа не е на армија. Не е на армија. Не е на армија. И диви свињи порано само у планината, тука дива свиња. Сега и туа се насели. И уште нешто, трлото ви е горе, така? Преку На река. отворено?
Или ви е покриено, заштитено? покриено, Од волци се имате ли средното волк со волк, например? Некоја среда да ни кажете случка, еве. Бидејќи храбар човек сте, ве гледам вака. И тоа камерата може да го гледа, што значи планински човек кој што на вистина живее во природа, овдека воздухот е прекрасен и ова е воздушна бања на еден начин, нели така? Да. За едно здравие кое што пука од здравие овие луѓе, да ви кажам, и така нека остане. До крај долговечни да бидете. Кажете ми некоја случка за ова. Па случка, пред прошлата година кога се научи тој волкот да ни краде. Што велат се намасти са? Да. И толку питом, овсте кај нас оти не е ка долните села пасишта, смреки, шипја. И само толку ќе ја фани одма и го кине грклито тука. А вие каде бевте? На долната страна, ја да го отидам горе. Дали трлото ви е осветлено? Тоа е многу битно. Нема струја таму. Нема Имам струја. електрици, лампи и си одам. Ноќе се проверувам, по 2 пати сум дежурен, ноќта се. Значи храбар човек сте. Охој, Сопругата ви доаѓа со вас? она е лута резерва. А ја не сум тука, она Значи во настапува. спортот постојат резервни играчи, а овде во ова семејство има резервна екипа која што упаѓа, нели така? И заедно сте посилни. Да, она ако не еве јагненцата се. Кој ќе ги сега види? Ја ќе испаднам со олста. нека ви буја стадото. Многу битно е. Гледам многу сандаци има тука. Дали не сте помислили малку и да завртите пчели? Има тука пчелари, нели? Пчели има, вака јако што знам од 500 до 600 се Одлично. пчели. Оваа година малку е опасна за пчелите, но верувам дека до година ќе биде подобро. Јас медот го јадам, а со пчели Не се занимавате. Не се занимавам. И на крајот разговорот ќе го завршиме со реката, со Булска река, која нели се соединува со Бошавска. Со Бушавската и Бошавската, оде долу да. до Демир Капија и Вардар се влива. Порано рековте дека доста и како дете сигурно памтите дека имала доста риба. Да. Која риба сега барем ја има еве на еден начин? Мренка. Барем за спортски вака риболов. Мренка. Само мренка. Случиво мренка и пастрмка. Така. А и пастрмка. Пастрмка и маше чудо порано, сега не. И Ангел на крајот, еве, секој јас тие разговори кои што со, еве, вака благородни соговорници, го завршувам не само со честита зимска слава, нели, на зимскиот Анасовден, но исто така и да ве запрашам на крајот. Дали, ако повторно би се родиле, дали би го напуштиле ова прекрасно село и дали би сакале да живеете на некој друго место? Еве, Не, во не, урбана не, средина, во не, не, Кавадарци, не. во странство. Не си го давам моето Зошто? родно село. Зошто? Абе, тука сум израснал, тука сум оженет, фамилија, деца и не мислам, јас уго му викам на вие моите пријатели, абе во Скопје џабе да ми дават стан, еве ти го, без пари, нема шанса. И на крајот, која е вашата порака? Дали младите треба да бегаат во странство или да се враќаат на своите корени, па на еден начин, ако се не може, еве, и малку селата да се поразвијат, да можат младите да се вратат, да најдат на еден начин некоја екзистенција, да не ни бегаат, зашто младите веќе заминаа скоро сите. Еве, вие сте пример како вашите деца ги воспитувате на еден начин, пак да дојдат во селото, нели? Нашите деца, Било да е тоа викенд. Нашите деца идат на викендот и нисна Да. со сток да се израснати, еве и внучето, ако не го земат и цел ден плаче таму Да. у Кавадарци. Они се учени тука. Ја дури прек телефонот можувам ваа овца се ојагни и она знае. Отлично. Значи толку Арнома, ако остане у селото, у сите село во Шабија, Нема уште можности, нема, да. нема млади, нема Доколку девојки. некој погон би се, некоја фабрика би се отворила, тогаш би можело нешто. Инаку само од градина и од овца не се живее. Не. Да. Луѓето Добро. бегат киш болji живот. Еве да се чукнеме за славата. Така. И за овај многу бав разговор, верувајте. Така, Јас се така, гордем што со вас и со вакви соговорници, затоа што ретко во селото да има вака ретко е релативно млади луѓе кои што останале и остануваат на своите корени. Тоа е многу значено за нашата убава Македонија, почитувани гледачи. Тоа да го запамтите. Се најдобро. Па се гледаме во лето, нели? На Оро ќе одиме ли? Обавезно. Да. Обавезно. Благодарам. Среќна слава и се најдобро.
Еве сме понатаму во разговор со овој вреден брачен пар, кој што ни ги отвори вратите, реков, на ова зимска слава на Свети Атанасије во село Бохула. Како брачен пар, погледнувајќи ги вака, верувам дека и вие исто го мислите како мене, тоа се храбри наши овде луѓе кои што останале на своите корени. Тука се родени, а не знам дали и мојата соговорничка е од тука, таа самата ќе ни каже, најпрво ќе ни се представи, таа е сопругата на овој прекрасен човек, булчанец Ангел Камчев. Вие сте, повелите? Јас сум Нацка Камчева, потекнувам од селото Конопиште, а мажена сум во Бохула за Ангел Камчев и сум мајка на 2 прекрасни сина, сна и 2 внучиња. Кога рековте дека со Ангел вие сте од Конопиште, вратете се малку назад во младоста. Кажете ми, како го најдовте Ангел за ваш сопруг? Дали тоа беше она селско видување преку прозори, дали беше некој панаѓур, или на кој начин вие се запознавте и дали одевте претходно? Повелете. Дали имаше љубов, она селска убава љубов преку плот, преку 2 села? Преку плот, преку неплот, селска љубов, преку 3 села. Како се сретнавте? Се сретнавме на нашиот панаѓур, кој во селото се служи како селска слава, Свети Врч, на 14 ноември. И имаше таму некој собор, свирки, мирки, на селски начин. И таму се Љубов на селски заопознаме. начин. Таму се заопознаме по кратко време и се зедовме. Колку години бевте? Јас бев 19 години, Ангел? а он беше 27. Бога ми, убава разлика, нели? Ве излагал на еден начин. Да, ме прелега на брзина. Така. Сега кажете ми, после тоа, вие ова куќа ја поправивте или тука како дојавте, таква иста беше? Како сега? Тука млада невеста дојдовте. Натрешниот амбиент беше и тогаш вака, само надворешно апо реновиравме, кровот го сменивме и се тука си седиме и зиме и лете. Имаше разлика меѓу Конопиште како девојче, а во амбиент дојдовте друг во село Бохула. Како ви беше да се навикнете на овие обичаи, на ова средина, кај момчето, тука сигурно и свекор и свекарва имавте, така ли? Па и браќа. Вие сте прва сна, така? Тука? Последна. Последна сна. Што значи сите ги видовте и во сите бевте заедно. Дали бевте среќни? Бев среќна, они беа поголемо семејство од нас, пошто ние во нашето семејство беме 4 деца. Пред мене има 2 сестри, едната беше мажена, едната се уште не беше мажена, брат ми е после мене, он не беше женет, оште се школуваше. Во тоа време он учеше у Сараево, војна школа. И так. И станавте добра домакинка? Да. Заедно со момчето одите исто така по стоката? Ами, ние двојцата одржаваме стоката, гледаме и зиме и лете. И домакински работи водите? И домачинските работи. Таа стока има и дома работа, и на полето има работа. Едниот такоа истера да ја напасуе, другиот па домача работа. Осем тоа гледам имате бавча, сега зима е, но дали таа бавча во летно време нешто гледате во пролет? Има у бавчета си посадуиме нешто, чушки, патлиџани, па кромитче, па компирче. Малце по-настрана друга бавчичка, гравче шо садиме и со тоа се занимаваме. Значи не треба да се оди на пазар во Каваларци, вие си имате тука се. Пазарот нас не е далеко, ни додека отидеш до пазарот и... Цел бензин ќе го потрошите. Така ли? Сега, ви го гледам елечето. Да ве прашам. Дали вие плетите? Плетам. Тоа На времето во селата иткаеше. застанал, имавте ли разбој? Имавме и разбој, ама разбојот беше од старите затекнат, стар разбој се сокрши. Так. Дали вие успеавте да ткаете? Или Ткаев. световата ткаеше? Што Ткаев ткаевте? и јас. Што ткаевте? И јамболи имаме, исканочи, лимчиња, овие дипли постели, како и викат, Така. по-градски. Да. У селото ни А постели сега си плетите викат. калчуни за момчето зимно време Сега за вас. така, некој лечеци сплетиш, некои чорапи, некои калци, Знаете некој зашто ве джемперче. прашав? Ве прашав затоа што сето она што е од рака сплетено, и тоа е една фолклористика, и тоа значи запазување на оние обичаи кои што ги има во село и кои што остануваат за навек. И применуваат од мајка на керка, нели така, од свекарва на сна, и остануваат тие плетки кои што го отсликуваат и фолклорниот амбиент на тоа село. Дали сум во право, така ли е? Во право е.
И понатаму продолжувате да Порано претите. сите селски, било моми, било постари домачинки, помлади, сите плетеле, сите ткаеле, сите со стока се занимавале. А сегашните деца не знаат Сега што е повеќе вртено, има што е мобилни. прешлен, Не. што е фурка. Не. Не знаат. А сепак вие Немат кажувате, видено да, едноставно. секако. Кога ќе дојде Кад тука, ќе седне например, она на војаче лимче, внучето кај иде ка седе, бабо вика тури ми чебе, вика, Буца. за да седна, ме буца. Тоа се градски деца. Да. Така е. И Се е во памук израснато. како ви мине денот сега во зимно време? Повеќе дома сте? Мине. Нас са бајали. До стоката ќе отидиш, се вратиш, па јадење да си направиш, па паче отидиш, па додека и расправиш там да и нараниш и се стемне. Имате комшики, гледам, си се посетувате ли? Тие што се Има тука? неколку комшики, кога има време ќе отидиш, па ќе дојдат и така. Ама гледам имате телевизија, значи модернизацијата Имаме и легла телевизија во и селото. Така, мобилни телефони. навечер да мине по-брзо времето, ќе погледаш нешто И отишло времето. и после тоа отишло времето, па си легнеш, ќе А одмараш. задоволни ли сте како домакинка, еве тука што сте во селото, не сте во градот? Убаво ли ви е? Ами, на еден начин и поарно е. Тука е потишина, у градот се е град. И таму мора да работиш. Кај и да си, ако не работиш, нема леп. А велат, земјата не изневерува. Тоа тие го знаат добро. Значи, земјата што ќе роди, тоа за нив е благодет. Нели? Дали е тоа компир, дали е тоа пиперки, дали тоа се моркови или било што. А тоа Па и ќе за се стоката, произведе, нели, се полједелство. знаеш у чаја Значи, пушиш. земјата не може да те изневери да те напушти. Нели? Така ли? Благодарам уште еднаш. И еве имате можност, среќна слава реков, па и на сите да им И имен честитаме. ден. Имен ден, да, е така. И нека бидат долговечни и славата и летна и зимска, па 100 години да ја пречекате, еве од мен нека биде благослов. Убаво место е Бохула во Подкожувието. А денеска се чини не да е февруари, но некако на еден начин е пролетно време. Многу сонце, многу топлина, но и топлина и гостопримство во душата на нашите соговорници овде на овој убав ден. Разговараме со уште една домакинка која што е тука во селото и која што секогаш е гостопримлива со сите оние кои што сака да дојдат и да го видат незиното село Бохула. Тоа е, вие сте? Камчева Магда. Магда е најпрво среќна слава зимска, нели? Не сте на овде сме во Долното мало, а вие каде седите? Тука седме ке Милан Камчевки, докторот. Најпрво и нека е вечно името, нели? Фала, среќа на ќерката и име на ќерката Атанаска викат. Мажена е у Ваташа. Да ја поздравиме заедно, нели? Да ја го Да, честитаме. поздравиме, честимто. Да. А вие сте тука со сопругот? Со сопругот, ама сопругот не е дома моментално, испаднате. Кажете ми со што се занимавате како семејство овде? Земјоделие нешто посадуиме и така нешто кавадарци, нешто тука, лозиме. Околу стока? Околу сока немаме една кобилка, имаме друго немаме ништо. И така. Како ви минуваат деновите во Бохула? Убаво си поработуиме на болување повеќе и така. Така. Да. Се уште сте млада, дали работите инаку? Друго нешто или домакинка сте само? Домаќинка, друго не работиме ништо. Ја пречекувате ќерката, имате и други деца? Уште една ќерка има Миријана, викате и таа. Двете факултети завршија, на работа се од ректорот и така. Кога рековте факултет, значи ли тоа дека овде од Бохула се што створивте и за нив ги издржававте да студираат, нели? Од тука, сето е од тука, од раците. Значи од Бохулската земја дојда до кој степен, што завршија? Машински инженер, јавна администрација, двете завршија во една година и така. Се гордеете со нив? Се гордееме со нив, ние срцупано. Полно ви е, нели? Да. Сега, кога вака стоиме двете во Подкожувието, овде во прекрасното ваше село Бохула, нели, во Тиквешко, во младоста, дали од тука прво сте да ве запрашам? Не сум од тука, од Тиквишијата, од село Чесендре.
На Кајфариш, там на Кираец, од тие крај сум. Кесендре со Бохула. Дали може да, вела старите, да се токми на еден начин кој е побогато село било тогаш вие кога бевте мома? Мома и тоа беше мало село беше, многу мало беше, ја последна генерација бе од тие, а па тука било среќа и така, у градот се најдиме, се запознаме и за кратко време Имаше нешто посебно кога се запознавте или само погледи и толку, нели? Поглед на 2-3 пата и готово. Крај беше. Крај беше, нели? Но почеток на убава врска, нели, која што еви деца се изродени, имате имање големо? Немаме големо имање. Инаку сопругот нешто со ловджество се бавили? Не се бави, сега моментално не се бави ништо, 4 години, 5 не се бави. Значи, одмара во убавините на Бохула, така ли? Маро у Кошов. А си имате ли градина во одворот? Имаме бавча. Чушки, патлежани, граше, крумитче, компирче, тоа си произведуеме, лозиенце, нешто имamo кавадарци и така. Значи, бохулската земја раѓа се скоро? Се. Ако работиш, се има, ако не работиш... Да бидеш вреден. Да. А да лежиш и нема ништо? Нема, сега лежиш, пријатно. Гледам, многу сте расположени и оптимиста. Значи дека и во селото, посебно во Бохула, убаво е да се живее. Што мислите? Убаво, се убаво. Воздухот е убав? Да. Сам ти да си здрав, друго ништо. Само здравје, не? Здравје, да. Но ја мислам дека и воздухот, ние сме на 650 метри од височина кај вас, што значи воздухот е чист, нема загаденост, нели? И убаво е да се биде тука, и нагости, да се зимува. Да. А овие тука брекчиња некаде одите во шума некако во летно време? Испаѓаме там бавча, имаме горе во Декара гра, садиме компир, садиме у планините горе, сати кусур, одиме, се има. Одиме, испаѓаме. Не се плашите од ништо? Не се плашам од ништо. Дивеч? И девич има, ќе ме пречека и ќе избега. Значи знаете, тактика имате, не? Имаме. Добра тактика. Ова е булска тактика, така? Да, булска. Добро, благодарам ви. Сама идам и ноќи и дење, немам гајда за тоа. Па цел свет нека виде, булските жени се многу храбри и имаат своја тактика за дивечот да бега од нив, нели? Се да бега. Што да ме пречека, се ќе рипне и не ме сра. И на крајот повторно, кога би се родиле, дали би повторно биле овде, или во Кесендре, или во Бохула, кажете ми? Кесендре немам биде, еднаш имам бидено, откако сум мажена, сега планирам на пролет, па да ојме со... А зошто? Не на носе патот, моите се сите иселени, старите се починати, браќата не седат таму, у градот си и ја што ќе правам. А кога беа живи, дали го сакаа зетот? Кажете, мајка ви, татко? Мајка ми и татко ми беа починати. Починати и свекорот и свекрвта беа починати, нема никој. И 5 години се одомени и така. Добро, животот убаво минува, заедно со сопругот, со децата кои ќе дојдат, таде па повесели сте нели на еден начин. Денеска ќе дојдат ли на овој ден? Денеска не идеат. На Гевгелија се нашетање. Одлично. Да. Ќе ви кажа споменот Гевгелија, нели? Поголемата е на работа, помалта е за Гевгелија, отидија со бајле се јавија и така. Добро, среќна зимска слава. Па еве да упатиме поздрави до сите што се викаат, нели, Атанас. Да, на сите поздравне. Благодарам и се најдобро. Фала. Ете, благодарност, почитувани гледачи, во сонце огреано Бохула. Овој разговор верувам дека ви долови малку една шеговита атмосфера, но со една вредна домакинка од село Бохула. И еве, почитувани гледачи, гледате дека кога ќе дојдат медиумите во селска средина, посебно во Подкожувјето, тога сите луѓе се љубопитни, радосни, гостопримливи. Еве тука можете да видите дека се уште сме на Долното Мало, во оваа улица, и на овој убав зимски славски ден разговараме со уште еден наш соговорник, кој што тука е во Бохула, а вие сте? Јас сум Камчев Ѓорџи, иначе во Кабаларци живееме. Тука има викендичка и така идеме од време на време. Што ве врзува викендичката? Дали од тука сте? Ние сме од тука, од селото потекнуеме и тука еве сега баш денеска дојдов тука, баш ме радува чист воздух, малце снег гледам и така. Дали сопругата тука доаѓа? Иде и она, само летниот период повеќе, јас сам сум тука, иначе иде и она, да. Кога изградите викендичката? Тоа е изградена е пред
пред 15 години тука негде, да. И сега идеме нон-стоп. Рековте дека сте од Бохула, така? А тука детството си го поминавте, така ли? Да, тука детски... Беше големо селото. Како не, имаше сала која ще собираме, имаше игранки, дуре училиште се имаш, да. Дуре у неделата и по 2-3 пати се собираме музика, имаш туа музичар. Имаше ли валцер? Валцер туа так, послабо, ама народно повеќе. Да. Супругата од каде ви е? Мојата супруга е од Чешка, не од тука. Од странство. Како ја излагавте да дојде овде во Македонија? Како, ја беше многу личен човек, ја беше и така, помене и така. Колку деца имате? Има 3 деца, 2 сина и черка имам. Сега децата каде ви се? Децата се тука во Кавадарци, работат во комуналец, двајците се водоинсталатори, едниот е инкасан, другиот е да. А черката работи од Дрекстермајер, да, му со зетот и така да. Често ли доаѓате овде во Бохула? Идат и они кога се слободни, мадам не се многу слободни, али кога се слободни идат, да. А вие доаѓате? Ја уште малци повеќе ќе бидам тука. Станете тука, не? Не за стално, туку одиме таму за апчиња, за вако нако и па идеме тука. Да, Добро, благодарам. Па еве срекна зимска слава, сепак летната е многу поживо е селото, нели така? Но и сега се радувам што еве една китка од мои соговорници сте тука и многу благодарност што еве разговараме и што ќе ве види светот и да знаат дека во Бохула, прекрасно планинско село, се уште има храбри планинци, луѓе кои што се гостопримливи и со големо срце како планина. Поверете на едно кафе, што се дошле тука кај нас. Благодарам, ќе го испиеме, благодарам. Овдека се наоѓаме веќе со овој разговор сред село. Значи, од долното мало дојдовме на средината на селото, каде некогаш на ова место имало многу свадби, многу ора, што значи селото било живо, и тука имало и запознавања, имало и средби, стари и млади, сите наоро со многу музика и со многу македонска музика и други песни. Меѓутоа сега, овдека се наоѓа имотот и преубавата црква, која што е од постар тип, посветена на светецот кој што е и слава на селото Свети Атанасије. Реков дека сега сме зима, значи има Свети Атанасије зимски. Тука се наоѓаме пред црквата, па разговараме со Киро Весков. Киро, вие сте во црквата што? Одржавам црквата. И Дали сте и клисар? Не. Све сум. Се не. Се, друг нема. Во тоа се, дали имате податоци од кога црквата постои? Дали беше ваква, гледам дека има реновирано нешто? Црквата е направена на 1879 година. Тогаш ја правеле ришјаните, али селото било турско. А правеле со години. Денеска че зидат мајсторите, утре са бајале, турците ја рушиле. Тие биле против, нели? Да, биле против црквата и една ден се десило нешто што никој не го сака, како клекнало некое на зидот да се сере дете и така останало. На христијанскиот зид, нели? Да, на црквата.
И така останало. Утрето се баеле, кога дошле, што ќе видат. И послето ги оставиле, а изградиле црквата, не му сметале ништо. И од тогаш наваки се одржава црквата. Бидејќи од постар тип црквата гледам дека исто така имате веќе и нов кров. Да, кровот е Скоро го правите? па 2001 година е правено. Со помош на спонзори, донатори. Да, од селото се собираа кој колку може, се зема чермиди, граѓата поднесоа таму барање до Шумското, од Рожденското береа селаните и реновира. Од тогаш наваки 2002 година јас се вратив тука у селото, си направив куќа и одржавам црквата. Во лето таа слава, Свети Атанасов Делетен, овде 15 мај, знам дека сме биле, нели, повторно ќе дојдеме, тогаш има букет од луѓе, соселани, од други места, значи тогаш многу повеќе доаѓаат. А сега во зима е тивко, но во секоја куќа има, нели, трпеза со славенички јадења, така ли? Да, Има и кај вас, нели? има. А сега во црквата овде кај тивко. Дали со години, вие рековте од 2002 година, дали со години тоа време црквата овдека беше отворена и ден денес, има свештено лице, има ли крштевки барем? Сега многу малко, нели, затоа што се иселени, но има викендички. Порано имало поп, селото додека било јако, имало поп Доно. Да, го знаем. Поп Доно Кавадарци тука кај црквата. Тој е починат, тој бил тука поп на времето. И 50-тите години луѓето почнале да се селат више Кавадарци. И еден по еден, јас 62 отидов в Кавадарци, 2002 се вратив, направив куќа. Ве влече селото? Да. Од тука сте? Тука сум пораснат. Моите родители се од Зборско, нама од Егејска Македонија, тоа едно село. 2018 година се дојдени, изгорено е селото, тоа ги Првата светска војна таму, кога се враќале французи кои биле, го изгорели, они пребегале наваму. И живееле од 18 година до 28 во Градиште. Тоа е под Бојанчиште доле, имало село Градиште. И после 28 година турците кога почнали па да се селат за Турција, дошол дедо ми купил тука земја и од тогаш до... И сега, например, тука сте во селото, нели? Сите овие овде планини, венци, сето тоа кожови е прошета, нели? Многу пати. Да ви кажам, нема да ви се веруе. Од смрдлива вода, па горе на смрдлива вода Асан чешма, па едно место има Чичикај, па Мала Рупа, па Джиберица, па Гладница, Момина Чука таму, Марково езеро, Колку километри? Шаренка, Порта, кој го мерал? Ној сте мој, немаа мерење. Ви честитам. 10 години сум берал боровинки од смрдлива вода до Трибор. Сето место го имам шетано и сето го знам. А лековити билки имали? Има. Кој? Па има планински чај, има боровинка доста. Ореви нешто, лешници? Горе не успеват ореви. Дива лешка може да се најде, али ореви не. Ореви тука има у селото. Има многу шума. Кажете ми кои дрва тука успеват од шума? Па од шумата дабот, буката, бор слабо на овој дел има, али слабо. Ела исто така. Таму на тие дел само преку Дошница може да има повеќе бор и ела, Момина Чука и тоа е. А бидејќи многу шетате, и зиме и лете. Да. Дали досега сте имале средба со дивеч, со вол, со мечка и така? Или бегаат и од вас? Така ми рекол мој Ја не- зборнички. Да. Ја не сум ловџија, али се одел со ловачи да терам. Дивеч на мои 15 години имам видено на пола метро со волкот. Со вол. Да. И како беше средба? Имавме свињи. У март месец беше, имаше 59 година жир планината многу. И у една страна пасат свињите. Ја навален на еден даб дебел.
навалени на сонцето и вака се печам, а волкот дошол отаден. И со главата во погледот на кај свињите доле, мене не ме забележал. Почнаа тие свињите го сетиле да се собират, почнаа да гровкат. И вие се разбудите. Јас само вака главата окренав да видам што е работ. Кога окренав главата, ја на дабот, волкот под даб, главата ме заминал мене, само задниот дел. Ја кога окрена вака, гледам волкот. И само пак се врати у истата положба и волкот се замина. Велат дека кога е волк или мечка подобро да не мрдате и така едноставно ќе ве помине. Тоа ми се случи. Така е. Значи убаво е во Бохула, нели? Да, Како под убаво. Кожевско село. Не ме стра планинта, шетам кај ќе ме стемнеше, таму спиев. Значи толку сте заљубен. Да, Браво. подбор. Таму кај ќе ме стемне, таму лежив. А имате ли нешто од стока или само Не, се немам. бавите да прошетате, да видите? Пензионери сме со жената двојцата. Стока немаме, 10 кокошки, тоа е еден загар и Сега да се вратиме малку, бидејќи овој разговор малку го искористив зашто еве ми зборувавте за селото, но за црквата. Иконостасот од кога е во црквата? па од кога е направена? Од тогаш. Зограф не поправил, дали оштетени нешто? Не, оштетено е. Има оштетено за тоа што беше селото кога се isели, останаа па старци луѓе. Кој ќе се каче чермида да смене, тогаш беше со овие чермиди поло круг што се. Тука и правеа у селото, ги правеле тие. И стар човек, кој се качи таму? Капело и готово. Презатоа на местна заедница, еве да го поздравиме, Миле Камчев, така? Да. Тој ви помогна доста во селото? Па Кој работи? и он е манастир. касно вратен од селото. Ќе биде, не? Полека, Па полека. ќе биде важно, ќе Сигурно. се интересира. Така е. Еве да ви посакам среќна слава, па уште многу, Фала многу ви. да имате гости, Фала ви, луѓе, еве. посетители. Убава е Бохула, да ви кажам. Има многу убави предели. За селски туризам е податна, па еве и вие од странство, диаспората. Не мора да сте македонци, било што. Дојдете, ќе видите колку овде има толку убави убавини на нашата Македонија, посебно тиквешијата. Благодарам уште еднаш. Црквата И е- се најдобро, повелете. Што го одржавам кровот и откупувам од околу вода да не влева. Така Цело лето го косам дворот, цвеќе го садам во цело е цвеќе. Него наму се знае искорнато купот што е. Ево овај нарцисот. Сега на прикрајот таму Одлично. на април Па до лето за славата ќе стигне, нели? прецветуе. Прецветуе Прецветуе. нели тогаш? Ми Но ќе имаме цветна патека со други цвеќиња, нели? не тогаш не го садам. Дома со жената расат произведуваме. Одлично. После славата го садам во сето. У лето да дојдете, тоа е Ке дојдеме. Одмерен Сега да го- има да го снег, гледаш. а тогаш ќе има цвеќе. Благодарам уште еднаш. Се најдобро и убаво да ви биде во убаво село Бохула.